Кој се Алказар Енерджи, која започнаа изградбата на ветерниот парк кај Штип, инвестиција вредна над 500 милиони долари. Тие се глобален инвеститор и развивач на проекти за обновлива енергија со седиште во Дубај и регистриран фонд во Луксембург. Основана е во 2014 година и до сега стекнала искуство во развој на ветерни и соларни електрани во растечки економии на Блискиот Исток, Северна Африка и Балканот. Еден од клучевите за успех според коосновачот Даниел Калдерон е дисциплината и честноста во работата. Look, often when my partners and I are in Washington or in Asia or in Luxembourg talking... Со нашето долгогодишно искуство во разни делови од светот, дали е тоа во Азија, во Европа или на друго место, тоа што за нас е најбитно, тоа е дисциплината при работа со нашите партнери. И вообичаено, кога се работи за други проекти, ние сме тие кои што треба да ги туркаме нашите партнери за да работат, за да завршат нешто. Тоа што е впечатливо во овој случај е фактот дека токму раководството на оваа држава е таа што нас не туркаше да ги завршиме работите побрзо. Еден од најважните фактори во работата на Алказар Енерджи е така наречената зелена транзиција. Македонскиот проект, согласно планот, ќе спречи емисија на над 670.000 тони јаглерод диоксид годишно, придонесувајќи за почиста и одржлива иднина. Калдерон вака го објаснува неговиот чекор да се свети во овој дел од бизнисот. The way I would put it is that 20 years ago I decided Барем јас пред 20 години исто се мислев што да правам и одлучив да влезам во обновливите енергии затоа што сметам дека беше барем и сопругата ме убеди во таа насока и мислам дека не е погрешна одлука затоа што на овој начин придонесуваме кон подржлива економија. Портфолиото на Алказар Енерджи е мощно обемно. Вклучува слични проекти во Јордан, Египет и Црна Гора. Со влезот во Северна Македонија, Алказар Енерджи го реализира својот прв проект во земјава преку локалната фирма Алказар Енерджи МКД Доел. Во оваа бизнис лепеза се очекува за 2 години, поточно во 2027 година, 55 ветерници да бидат во функција.